Волино, општина Дебрца. Сонцето од Кутлеш или од Вергина стана заштитен знак за местова. По подпишувањето на договорот од Преспа, бројот на знамињата со овој символ и негови варијанти постојано расте, а жителите чекаат и нова тура од Америка. Поздрав до македонскиот народ. Овие знамења овде роден нема што може да ги извади. Не постои роден во Македонија. Го видовте како е село завиено во знамења? Тоа е Македонија. Уште 100 ќе клајме сега. Не го признавам тој договор. Не го почитувам. Ни го почитувам, ни го признавам. Но таму воопшто не стои да се отстранува од приватен имот символот. Ма не интересира тоа воопшто нас. Са нас е ова официјално знам. А државното знаме Не го сакаме тоа. Зошто? Не, така. Волино е печалбарско село, според последниот попис доме на 400 жители, кој не заминал по белиот свет живурка од земјоделство, а заедно со зеленчуците, главно обележи на дворовите и куќите се верзиите на 16 кракото сонце. Договорот од Преспа ја обврза македонската власт во рок од 6 месеци од подпишувањето да го отстрани символот од Вергина од сите јавни места и да го забрани за јавна употреба. Овие куќи се приватни имоти, што значи дека никој не ги обврзува граѓаните да ги отстранат символите. Знакот на куќата на печалбарот Трајан е направен од лим, го добил на компензација од мајстор што му должел пари. Не можам да сватам ја како може некој да нареди да го истам за него. А кој наредил да го тргнете? Заев. Каде го слушнавте тоа? Преку телевизија. На која телевизија? Алфа таму, што знам кој таму. За разлика од приватните имоти, символот поставен на фонтаната сред село е на јавен простор и може да се толкува дека е во спротивност со Преспанскиот договор. Од Волино се упативме во Струшкота Шмаруништа. Селото е речиси празно. Револтот од Преспанскиот договор тука се манифестира поинаку. Јас сум столар по занимање, работам со столарство и ми дојде идеја да ги направиме знамењата. Прво ги нацртавме со молив и така процедурата почна после со боја, пробавме. Ни дојде до таа идеја да дојдат кој што се сега вака обработени. Тема е едностоп по телевизиите по све дека знамето го тргаат од Кутлеш и мене ми инспирира тоа да го поставам кај мене. Ако може, нека дојде, нека повеле, нека го истајат. Ако се толку моćни, кој што брусаја по шакти, по други работи, нека дојде, нека брусат и на сандаците. Акцијата со црвено-жолтите сандаци се шири низ целото село. Новото Шмаруништа исто како и во Волино. Сонцето е нацртано и на игралиштето сред село. Министерот за локална самоуправа, Горан Милевски, вели дека приватната употреба на символот не е забранета. Приватното користење на знамето, јас лично не знам доколку сакам да го користам, кој би можел да ме забрани со тоа. Сигурно во дворовите во Грција може да се користи било што и никој не може да му забрани. Исто и тука на приватен имот кој сака што сака може да си става дома. Не е ова инквизиција да ги гониме луѓето, но за државните институции треба да го почитуваат законот, а за непочитувањето на законите се разбира има санкции. Општините пред еден месец добија допис од владата со препорака да го отстранат сонцето од Вергина од јавните површини. Но градоначалникот на Дебрца, во чија општина е селото Волино, не сака да влегува во конфликт со населението. Тоа е препорака само дадена до општините, меѓутоа ние општините колку сме тука сега, колку ќе можеме тоа да спроведиме, чисто се сомневам дека ќе можеме. Тука ќе треба да си заврши таа работа централната власт. Символот од Кутлеш или од Вергина го има и на општинското знаме на Македонска каменица. Оттаму ни кажаа дека знамето е тргнато од употреба и дека во план е да се распише конкурс за нови идејни решенија. Општина Могила пак одговорила на препораката на владата со дообјаснување. Сонцето на знамето на општината е со 13 зраци и ги символизира 13 населени места. Оттаму тие не чувствуваат обврска да го менуваат општинското знаме. Од владата вела дека државата се откажа од символот уште со привремената спогодба во 1995 година, а со договорот од Преспа тоа е уште еднаш потврдено. Оттаму велат дека врските од договореното треба доследно да се почитуваат,
но не кажуваат какви санкции би следувале за институциите ако договореното не се применува. Преспанскиот договор создава обврски за државите и јавните институции на двете страни. Тие се задолжени за негова имплементација. Договорот не создава обврски за приватни лица и приватни ентитети, но државата и јавните институции ги охрабруваат и потикнуваат приватните лица и приватните ентитети доследно да го почитуваат и применуваат договорот во пракса. Од невладиниот Центар за европски стратегии Евротинк, каде вршат мониторинг на имплементацијата на договорот, сметаат дека владата не успеала да го објасни пред граѓаните. Една неспособност генерална да се опипа пулсот, да се опипа доминантниот наратив што ја креира имагинацијата на граѓаните, на гласачите и така натаму и не се влезе храбро во тој процес. И не верувам дека сега па овие мали спорови, мали локални битки се должат само на тоа. Јас мислам дека станува збор за артикулација на некое дифузно незадоволство што постои од власта, особено кај десничарските гласачи. Петковски посочува дека работа допрва ќе има. Јас гледам една доза на неразбирање на овој факт. И кај власта, и кај, меѓународната заедница, која што е многу го фали договорот, меѓутоа не разбира дека имплементацијата ќе биде товарот на имплементацијата, голем товар на имплементацијата ќе падне на грбот на општествата, не само на владите, така треба да. Затоа што создавање на токсична атмосфера, многу лесно се создава токсична атмосфера, многу лесно доаѓаат лоши влади на власт и неодговорни политичари на власт, треба тоа да го спречиме. Тоа може да го направат општествата. Како? Преку соработка, преку директни контакти со нашите соседи. Со оглед на тоа што реакциите за символот доаѓаат главно од десничарски ориентирани граѓани и организации, го прашавме членот на ВМРО ДПМН, реформаторот Петар Богоевски, колку ова сонце е дел од идентитетот и историјата на македонскиот народ и на историското ВМРО. Мојот идентитет е ВМРО. Целосно. Се поистоветувате со овој? Не, никош не сум се поистоветувал. Има два клучни елементи за тоа. Прво, мораме да имаме разбирање за тие луѓе, бидејќи независноста на републиката, на Македонската република беше промовирана по тоа знаме. Не по волја на македонците, него по волја на некој од Југославија стара. И тоа знаме стана на некој начин символ на македонштината, кажано во наводници. И сите тие кои го промовираат сонцето од Кутлеш, мислат дека со тоа права штета, односно даваат отпор на Грција. А всушност си прават услуга на Грција, односно ја шират грчката пропаганда во Македонија. Богоевски вели дека сонцето од Кутлеш нема ништо заедничко со внатрешната македонска револуционерна организација. Напротив, ВМРО-стите војувале против тие кои ширеле пропагандата за големиот Александар Македонски. Од една страна Чакаларов, представникот на ВМРО, лидерот на ВМРО во Егејска Македонија, од друга страна Каравангелис, представникот на грчката пропаганда, или мегали идејата на Грција. И двајцата крвни непријатели, едниот тврди дека ние сме потекнуваме од нашата преродба, дека ние сме од браќата Кирил и Методи, дека ние сме посебен идентитет и дека ние македонците имаме право на таа земја, а Каравангелис вика, вие сте одродени славофони грци, вие сте чедан на Александар Македонски на Филип. Само што малце покасно открие на сонцето во Кутлеш. Така да, сите тие кои го користат сонцето од Кутлеш, де факто застануваат на страната на Каравангелис, а против Чакаларов. Но наспроти историската вистина е манипулацијата со фактите и емоциите, која не само што не стивнува, туку се чини дека допрва ќе се засилува. Доказ за тоа е загревањето на интернет просторот под хаштагот Сончева револуција. Против што и кого?